Во време на отворени и жестоки оспорувања, па дури и целосно негирање на засебното постоење на македонскиот јазик, наша заветна и задолжителна обврска е со сите средства да се бориме против тие напади, зашто јазикот е нашата татковина и мораме да го чуваме. Ова меѓу другото беше истакнато на денешното чествување по повод 30 годишнината од смртта на кодификаторот на македонскиот јазик, великанот Блаже Конески. Блаже Конески во 48 година ја издал книгата по повод најновиот напад на нашиот јазик. Тоа покажува дека јазикот наш бил напаѓан уште тогаш. Во 2021 година, по повод 100 години од неговото раѓање, таа книга нарочно, намерно, фондацијата Небрегово на македонскиот јазик ја реиздаде, за да докажеме дека македонскиот јазик и денеска се напаѓа, но ние ќе си продолжиме по нашиот пат да си го браниме, исто како што го правил тоа Блаже Конески. Силината, светлината и значењето на делото на Блаже Конески не само што треба да се зачуваат, туку треба и да се надоградуваат, со интензивно пренесување на новите генерации, но и на светот, посочува Неделковска. Имаме ние декларација, каде што спомен домот е ставен на туристичката мапа на Република Македонија. Исто така имаме декларација каде што сите училишта треба да ја стават во програмата како редовна посета на учениците, како што тоа се случува пример во Германија, секој ученик треба да го посети споменикот на Гете, оној кој што го создал германскиот јазик. Како научник-славист, Конески ги направил најголемите чекори за македонскиот литературен јазик. Учествувал во Комисијата за азбука, во составувањето на првиот правопис, ја напишал граматиката на македонскиот јазик, но и историјата на македонскиот јазик, а е еден и од составувачите и главен редактор на 3-томниот речник на македонскиот јазик. Родната куќа на Конески во селото Небрегово од 1 август 2005 година е прогласена за македонски споменик на културата. Блаже Конески е роден на 19 декември 1921 година во Прилепско Небрегово, а почина на 7 декември 1993 во Скопје. Зад себе остави огромен научен и литературен опус.